Здраво и добре дојдовте на подкастот на Доење со љубов. Јас сум Наташа Цветановска-Тодосовска, сертифициран специјалист за доење, која стои зад брендот Доење со љубов, а во овој подкаст најискрено разговараме на сите теми од секојдневието на семејствата, погледнати низ призмата на доењето. Во денешната епизода решив накратко да зборувам за едукацијата. Едукација за доење, едукација општо за родителство. Прво мора да напоменам дека многу ме радува тоа што денес гледам се повеќе и повеќе семејства кои што се трудат, се едуцираат, сакаат да бидат поспремни кога ќе дојде бебенцето и навистина го поздравувам сето тоа што се случува, што го гледам. Заради тоа што знаете како социјалните медиуми, можеби короната придонесе за сето тоа, да кажам, да се дигитализира, да едноставно денес имаме многу поголема достапност онлайн до податоци, до курсеви, до едукации. Тука само би напоменала и негативната страна на интернетот, нели? А тоа е оној момент што пак не сите информации се изфилтрирани и не сите информации се, да кажам, транспарентни. Тоест, народски кажано, денес се може да се најде на интернет. Сега, умешноста на семејствата треба да биде да знаат да филтрираат кои информации ги земаат со себе, кои информации се, да кажам, имат некаков кредибилитет и се од сигурен извор. Само тука, би кажала, треба да сме навистина многу внимателни. Меѓутоа, многу ме радува и сакав денес да зборуваме зошто сето тоа е многу важно. Ќе бидам многу искрена да споделам дека сите советувања кои што ги имам во мојата работа со клиенти, најчесто се советувања за доење, иако има статистички, значи работам тематски советувања, работам и кратки мини советувања и најчесто тематските се детето треба да тргне во градинка или растење на заби или проблем во моментот со доење, со спиење, некои такви ситуации, најчесто исто така и одбивање за доење се тие тематски консултации, меѓутоа статистички најголем процент имам советувања за доење, значи буквално работам со семејства кои што се во првите, да кажам, 40 на дена. Првите, грубо да кажам, во првите месец-два. Кога и најчесто имаме, е најголем ризикот да имаме некаков проблем со доење. Она досега што го имам забележено од мојата работа со сите тие семејства е дека релативно се што се случува на тие семејства е нешто кое што можело претходно да биде на некој начин, да кажам, да биде или спречено, или да не се случи со тој размер со кој што се случило. Значи, се што било потребно е малку повеќе поддршка, малку повеќе едукација. Чисто за семејството да може да биде смирено, да знае дека нештото што се случувало сепак било во ред или да знаело да препознае што треба да се превземе понатаму. Тука ќе напоменам, затоа и ова епизода баш ја нареков, во смисла мит, кој ќе му ја мисли сега, кога ќе дојде време, тогаш ќе му ја мислиме. Ова што ќе го кажам во ова епизода, тука ќе се оградам и ќе напоменам дека ова е само мое лично мислење, може да се согласите, може да не се согласите, меѓутоа за мене, моето искуство и мојата работа едноставно ме довела до оваа точка да јас го формирам ова мислење. А тоа е дека таквиот пристап на кога ќе дојде време, тогаш ќе му ја мислам што е како е работата, е навистина контрапродуктивен за сите семејства кои што очекуваат бебенце, заради тоа што едноставно не, како да ви кажам, е
дури помалку наивен и на некој начин, не знам, инертен. Не нуди една во смисла незаинтересираност, не дека вие не се интересирате како семејство, нели, што доаѓа и што се треба да дојде, меѓутоа концептот и однесувањето на ова општество на некој начин дека ќе дојде време па ќе видиш, едноставно прави да семејството после тоа е преплавено со емоции, затоа што многу често зборувам на таа тема и мислам дека оваа тема е дури една од поважните теми, а тоа е што доаѓа после раѓањето на нашето бебенце и како да се справиме со тој период, со таа голема промена која што буквално се случува во еден ден. Да, временоста трае 9 месеци, ние се спремаме за идејата дека ќе имаме детенце, меѓутоа секогаш размислуваме породувањето, дали сме спремни, ова често го зборувам, значи листите, цела листа имаме за се што ни треба за бебето, дали сме купиле ова, дали сме купиле она, најважните работи на листата, па после има и ситници кои што сепак и тие ги купуваме за да се чувствуваме комплетно спремни и ние ги имаме квази сите алатки, доаѓаме со бебенцето дома, ама никој не спрема за се во меѓувреме. Да, имам пелена, ќе му ја сменам, што во меѓувреме? Дали знам како треба да изгледа столицата? Како да се спремам за јас да го гледам детето, значи да го воспитувам, да го сакам, да се грижам. Алатките на листата ги имаме. И тие се алатки со кои што може да ја вршиме грижата за нашето бебе. Меѓутоа, како да се спремиме емотивно и психички за тоа што не очекува, кои треба да се реалните очекувања од нашето бебе, што очекуваме од него и што тоа бебе очекува од нас. Тука сметам дека уште не сме доволно, да речам, свесни, уште не сме доволно гласни, уште не сме доволно транспарентни, за да им објасниме на семејствата која навистина подготвеност е важна, која на ниво на подготвеност, за да може да се справиме со сето тоа што доаѓа. Тука моето мислење, пак ќе речам лично мислење, е дека многу потфрла и самиот систем заради тоа што нема типични, да кажем, обуки за родителство и некако и ние самите и од времето во кое што живееме денес, каде што се повеќе сме, па да кажем, нели, она микросемејства, само ние што од една страна си има позитивни работи, од друга страна си носи, нели, сепак и одредени предизвици. Меѓутоа, таа екзистенција на микросемејства не води до изолација, не води многу често до осаменост. И како сето тоа е поврзано со доењето, ќе ме прашате? Многу е поврзано, претерано многу е поврзано, заради тоа што прв момент кога нешто не штима, едноставно се лепи етикета, имам проблем со доењето, давам адаптирано млеко. Јас секогаш, дури мојот курс за доење, кој што го имам навистина многу длабоко го имам подготвено, имам буквално многу екстензивен материјал на сите теми и сето тоа го правам само за да можам да приближам идејата на семејствата што се следи понатаму. И не да ги исплашам, заради тоа што сите поминуваме на крај низ тоа, само работата е дали ќе поминеме спремни или ќе поминеме, буквално ќе ни биде огромен шок, заради тоа што едноставно ние тоа воопшто не сме го очекувале. Затоа, ако може да забележите и на Инстаграм, на Фейсбук, значи на моите социјални медиуми, јас се трудам да сум многу реална. Повторно ќе кажам, некој може да рече, сега само ќе ги плашиме семејствата. Не се работи за плашење. Затоа што најголем проблем и најголемите предизвици што ги имаме ние во доењето, потекнуваат од нашите нереални очекувања за тоа што е доењето, за тоа како треба да изгледа, за тоа како треба да изгледа испиењето на нашето бебенце и се паничиме и така натаму. Доколку семејството има едни реални очекувања за тоа што следи, нема да биде можеби полесно тоа што следи, меѓутоа многу полесно го прифаќаме и наместо целата таа енергија да ја концентрираме на моментот
леле како да го решам ова, ќе концентрирам, чекај, знам дека е нормално, туку ова и ова ми смета, иако е нормално, дај да видам како можам тука да си помогнам. Така што од тој аспект на вистина е многу важно и би рекла, мојот курс го започнувам токму со тоа дека успех во доење, многу често, значи семејства нели кои што очекуваат бебенце, па читаат на интернет мојата успешна доеначка приказна и така натаму, секогаш им потенцирам и буквално првата реченица на мојот курс е дека успех не подразбира отсуство на проблем. Успех е умешност соодветно да се справиме со сите проблеми кои што ни се на патот. Зошто е ова важно? Затоа што сите тие успешни доенечки приказни, многу мал процент од тие приказни буквално се, така да кажам, раскажани да нема ниту еден предизвик. Сигурно има некаков предизвик. Во секоја приказна има некаков предизвик. Секој доенечки пар има одредена потешкотија која што нели би требало да ја совлада. Да, многу мал е процентот кај семејства, кај мајки и бебиња, значи кај викам доенечки дуа, што тоа буквално толку убаво се започнало од почетокот и гладко понатаму течело, меѓутоа не дека таа мајка после не се справила со проблем кога бебенцето имало заби или кога дошол првиот скок во развој и така натаму. И затоа викам, статистички најголемите проблеми се на почетоците, меѓутоа не толку заради самиот вид на проблем, туку заради самата емотивна состојба на семејството во тој момент. Затоа што е голема промена, премногу работи се случуваат и едноставно ни доаѓа како шок сето тоа на самиот почеток. И да, сите почетоци се навистина тешки и понатаму, зашто викаме понатаму, тие не ги гледаме како големи проблеми, бидејќи ми се јави мастит, знам зошто е, бебето не цицаше на таа града доволно, не ми е испразни убаво, јасно ми е, меѓутоа на почетокот не ни е јасно, бидејќи ние не ни знаеме што е мастит, не ни знаеме воопшто дека може да ни се случи, значи не се имаме сретнато со тој поим. Затоа сметам дека едукацијата е една од многу важните моменти и секогаш на семејствата им велам, кога разговарам особено и со блиските, кога го правев курсот, кога ме прашува, добро, значи пак ќе речам и имам пријателки кои што уште нема дечињи, пример ќе ме прашат, добро, што точно работиш, зошто, како? И она што секогаш им го викам, моето гледање на работите е следно. Значи, семејства кои што очекуваат бебе и кои што нели сакат да се спремат за доаѓањето на бебето, буквално им викат, сега правам нека банална споредба, меѓутоа моментот е, ќе одите на одмор. Добро. И сега добивате, нели, на лотарија и одите на море. Супер. И толку наивно некако си имаме по автоматизам слика, одам на море, сигурно е плажа, ќе биде супер, ќе се бањам и така натаму, и ние сме спремни за еден многу убав одмор. Меѓутоа, она кое што не сме го прочитале со звездичка, нели, во сите оние понуди што викам, секогаш читате звездичката со ситни букви, е, пример, не значи дека ќе одите летно време, може на сред зима ќе ве фрлат, нели, на некоја плажа, каде што дува ветер, каде што има огромни бранови, и вие ќе бидете шокирани. Каде сум се? Зошто јас мислев ќе се бањам, јас мислев ќе биде супер, ама таму пишува, еве, вие одите на море, нели, тоа е тоа. Тоа сте го добиле, повелете, одите на море. Затоа викам, убаво е да знаеме што може да дојде, убаво е, и секогаш им викам на сите што го следат курсот, нема овој курс вас да ви ги, значи најтранспарентно, нема да ви ги реши сите проблеми. Значи нема да ви ги реши, нема буквално да ви дадам јас безпотребно еден тон куфери да ги носите на таа плажа за во случај ако заврне што да направите и така натаму. Не. Меѓутоа, ќе знаете дека постои таква опција и ќе знаете дека ако се случи тоа, каде да прочитате, каде да се обратите, не мора се да имате нели во главата, сега заради тоа јас имам се во главата после толку екстензивни едукации. Меѓутоа тоа не треба да го имаат сите семејства. Доволно е да имаат слушнато за работата, да знаат, да имаат едноставно сознание дека нештото постои, да го препознаат потенцијалниот проблем
и веднаш да реагираат. А не да чекаат, па јас не ни знаев, и после тоа тој проблем едноставно се продлабочува. Затоа, оној момент што викам, ќе дојде време, па тогаш ќе му ја мислам, многу поголем проблем имаме подоцна, отколку што имаме претходно. Она што сакав исто да го споделам, што исто така ќе речам и ме радува многу, е многу пораки после курсот за доење што ми стигаат мене назад се позитивни. Значи, имам огромен процент во овие години на семејства кои што го следеле курсот и кои што ми пишуваат, ти благодарам. И не се, пак ќе бидам многу искрена, ќе речам, не дека немале проблем. Ќе ми пише една мајка, јасно ми е се, дали е во ред, и да, ќе ми пише, да, после породување малку се изгуби, во ред беше, толку често да цица, така, уште еднаш сака, нели, да биде сигурна. Јас тоа го разбирам. На сите ни треба една потврда, една сигурност дека се е во ред, особено кога се работи за нашите најмили. Меѓутоа, имам многу позитивен фидбек. Доста е голем процентот на мајките кои што го следеле курсот и продолжуваат да дојат понатаму, значи викаме и до 6 месеци и повеќе од 6 месеци. И едноставно чувството кога ми пишуваат најважните работи ги знаев. Уште таму ги знаев и се чувствував посигурно од претходно. Тоа ме прави многу среќна. Имав една мајка која што кога го почнав курсот после половина година ми имаше пишано, сите мислеа дека сум мајка повторили трет пат, а јас и ми се чудеа како е можно јас да сум самата толку спремна во приватно родилиште да знам, чекај вака сега ќе наместам вака, ова вака, и сите ми се чудеа, мислеа дека не ми е прво дете. Или имав исто така неодамно коментар од една мајка која што буквално веднаш после породувањето во првите 6-7 часа ми прати порака и видео, види колку убаво успев да го наместам бебенцето, види колку убаво цица, дали ти личи дека е добро, и навистина го гледам видеото. Браво, и пишав браво, одлично. Она што мора исто транспарентно да го кажам е дека да, не сметам дека секое семејство мора да, нели, да се тоа да го добива на еден ваков начин, меѓутоа и да, сметам дека треба малку повеќе да имаме поддршка во местата каде што особено нели, дали е тоа да кажам и за време на бременост, треба да имаме повеќе поддршка, особено веднаш по породувањето, меѓутоа во моментов често тоа го кажувам, кој ме следел на настани во живо кога зборувам, во моментов ситуацијата е таква каква што е, и она што највеќе мислам дека семејствата ги шокира во еден даден момент, бидејќи не знаат, за време на бременоста не знаат, тоа е оној момент на цената. Значи, кога ќе видат цената и после тоа си кажат, добро, ама ако имам проблем, тогаш ќе ја побарам Наташа. Советувањето е нешто, да кажам, поевтино. И е поевтино стварно од курсот, ако ги видите цените. Меѓутоа, која е разликата? Вие веќе кога уплаќате за советување, имате постоечки проблем, се мачите, се нервирате, веќе сте во нели, веќе имате некаков предизвик со кој што треба да се справите, сте изморени, не знаете што да направите, се чувствувате беспомошно. Плюс, доколку треба да се дохранува, тоа беше кога ја формирав цената и кога го правев курсот, исто мора многу транспарентно да си кажам, размислував која би била една нормална цена, нели, да се даде на еден ваков курс, заради тоа што кај нас вакво нешто нема. Значи, не можам да направам еден преглед па да видам, нели, која е конкуренцијата на нашиот пазар, за да може да смислам една цена. Меѓутоа, ми беше многу интересно, пошто кога споредувам со светските цени, пак нашиот стандард не е ист. И си реков, сакам да биде достапно. И многу ми не може, ќе речат, па оваа цена не е баш толку достапна, меѓутоа, направив, како ја формирав цената, направив анкета на интернет и ги прашав семејствата колку пари, значи, даваат месечно за адаптирано млеко доколку не дојат. И сите кои што
го слушаат овој подкаст и кои што на ова воопшто не размислиле, за време на бременоста никој не размислува во принцип на оваа тема, ве поттикнувам, малку по, да бидете да кажам активни, да истражите малку повеќе за тој постнатален период во смисла, нормално, тука никогаш не разговараме од аспект, ако треба, бебето нема да ми гладува, па сите пари ќе ги дадам што ги имам. И тука се согласувам, значи ни најмалку да не ме сватите погрешно. Меѓутоа, размислете, истражете која е цената, која што стварно се дава месечно, и јас таа цена ја зедов и отприлика не ја преполовив, ама зедов околу 2/3 од таа цена. Да, може делува шокантно. Меѓутоа, цената баш, која што е за делумно до целосно хранење на бебе со адаптирано млеко, е повеќе од цената за курсот за доење. Настрана, значи ќе кажам само тој финансиски аспект, тука не би зборувала дека има и милион други бенефити од самото доење како доење. Меѓутоа, и тоа сакав исто да го напоменам како нешто кое што после тоа многу често луѓето, па јас не знаев. Да, затоа би сакала само да ве поттикнам да се едуцирате, да читате, да разгледате и едноставно сакам уште еднаш да потенцирам листите кои што ги имаме за да сме спремни, се само за алатки за нашето бебе. Ама спремни, значи да сме психички спремни, да сме едуцирани, да знаеме што следува и да бидеме едноставно истрајни. Тешко е. Секогаш кажувам и пишувам и пробувам навистина да сум многу транспарентна. Тешко е. Првите 40 дена се многу тешки. Меѓутоа, има една разлика помеѓу мајка која што очекува дека по раѓањето на бебето само ќе јаде, ќе спие и после тоа ќе му смени пелена, па пак ќе цица, па пак ќе легне да спие и толку. И која што смета дека куќата треба да е цела средена, да се храни многу здраво цело време, пошто тоа е најдобри за нези, за се, и едноставно да може да излези на прошетка, да сликне слика за Инстаграм колку е све прекрасно. Така, и мајка која што знае дека сето тоа е многу нереално. Дека најверојатно воопшто нема да биде така, туку нема да знае дали е ден или ноќ, заради тоа што се што прави е бебето цица или дохранува, трча, па заспало 10 минути, па се разбудило, па цицало 2-3 сати, кластер фидинг правило, па после тоа го снемало 2-3 сати, во тие 2-3 сати јадела, мајката можеби се истуширала воопшто ако стигнала, а многу често бебињата сакаат да спијат на човек, а не во креветче или во сите оние релаксатори, гаджети кои што ги имаме на располагање, и едноставно не знае што се случува, не знае дали е ден, дали ноќ, после некој време ќе се рече, кога ми поминаа месец и пол, јас стварно не знам што се случуваше. Или имаме третата мајка, која што, како што реков, го знае се тоа и се вика, па не ми е гајле. Ако сака некој да ми помогне, не да ми го држи детето, туку нека ми изготви нешто, нека ми донесе. И јас едноставно само ќе легнам со моето бебе и ќе лежам цел ден. И ќе цица 50 пати ако сака, 10 пати, 20, колку пати сака. Јас ќе лежам, само ќе ги гледам пелените и ќе одмарам. Доењето нема да ми биде она што секогаш го гледам. Значи, буквално секогаш, кај сите клиенти со кои што работам, ако не кај сите, кај над 95%, седнати, онаа позиција лулка, која што мислам дека имам зборувано дека навистина ич не ја сакам, меѓутоа за тоа во друга епизода, седнати во лулка, се мачат, го местат, се потат, се нервираат и доењето им е работа, им е обврска во текот на денот. Не треба да биде, напротив, треба да биде буквално мајка, бебе, лежат цел ден и само тоа прават. И мајката ништо друго не прави. Лежи, одмара после породување и буквално, ако има можност, и се дава храна, друг ги брка другите работи. Затоа викам, таа едукација, тоа што, особено очекувањата, кои се нашите очекувања,
И не е во смисла моите очекувања се тие и ќе ги остварам, туку во смисла кои се реалните очекувања. Што јас очекувам од моето бебе? Дали очекувам да си спие цела ноќ, пример? Дали очекувам да спие преку ден, да има толку дремки по толку сати, или пример имаш една мајка што ми пиша или вика заспива, спие на града, а го тргнам плаче, пак на града, нема сврзано да седне да одспие 2 сати во овие 2-3 дена, само вика мама спие во текот на денот, па да, вика спие цело време, ама на мене. Нема на типично спиење да го легнам на страна и да одспие и да се одвоиме 2-3 сати. Ама тоа е очекувано од 10 дена старо бебенце. Пак ќе речам, доколку напредува добро, доењето оди добро, нели сето тоа го разгледавме, го видовме, тогаш е очекувано. Може би е скок во развој, потреба од мајката. И мајката ми пиша, ама вика, јас сум исцрпена, знам. И јасно ми е. Меѓутоа, наместо енергијата да е што не е во ред со бебето и што не оди добро, сознанието дека се е добро, меѓутоа едноставно е период кој што мора да помини на бебето, му треба близина, служи да ја смири мајката и нејзината концентрација да ја пренасочи на тоа, чекај, како јас да добијам повеќе сон? Може би бебето кога спие кај некој друг, попладнето, кога партнерот е дома или ако имам друга некоја опција, ќе го дадам бебето да го носи, да биде носен од некој друг во марама или во кенгурче, во слинг, во што и да е, во некоја носилка. Некој друг нека го носи или нека легне на некој друг, нека спие, јас додам да се истуширам или да јадам или да одморам малку. Значи, да најдеме некое друго решение на оној момент уморна сум, а не на моментот како да го решам дењето, како да го тргнам детето, туку на вистина она што ми е мене проблемот. Проблем ми е, значи, моето неспиење, мојот умор. Ако сватам дека однесувањето на моето бебе е релативно нормално и најважно од се за овие мигови има една прекрасна споредба која што малку, не знам, барем мене лично, сега ќе ви ја донесам, ако ви се допаѓа може да си ја земете, ако не ви се допаѓа, вратете ми ја, оставете ја тука. Меѓутоа една споредба во смисла, да речеме, просечниот живот на човекот околу 80 на години, се надеваме, и колку години сме ние родители, колку време моето бебе е бебе кога на вистина премногу му требам. Значи не може без мене. Или без некој, она што викаме caregiver, без некој кој што се грижи за него. Година и пол, едноставно потребата е, да, и тоа градацијски се намалува. Значи од новороденче каде што е неминовно да има грижа, нели, од страна од некој, па до годинка, години и пол, две, каде што веќе полека се осамостојува, нели, тргнува дали во градинка, може да има самостојна игра, меѓутоа повторно му требаме. Значи колку години се тоа во животот и да помножиме по 2-3 деца, колку дечиња да имаме, во споредба со целиот наш живот, тоа е само едно многу мало делче. И дори можете да земете едно метро и погледнете, да речеме, колку се 80 сантиметри просечен живот и видите колку се 3-4 сантиметри од тие 80. Навистина една мала порција. Тука треба да издржам и после тоа продолжувам понатаму. Со тоа што пак во родителството ќе речем, тука треба да издржам физички. А понатаму, затоа што на почетокот нели имаме многу неспиење и така натаму, физички треба да издржам, меѓутоа понатаму исто си продолжува. Родителството никогаш не застанува, едноставно само проблемите се, и ги рекла проблеми, предизвици, едноставно само доаѓаат во различен облик и во различна форма. Меѓутоа, ако учиме едноставно дека јас можам, иако сум изморана, во еден момент во ред и да не можам, меѓутоа знам дека можам. Иако во моментов не можам, знам дека утре ќе можам, само се што ми треба денес е малку да одморам. Затоа би сакала едноставно да ова епизода ја посветив на тоа да не чекате да дојде проблемот, да не чекате да се соочите, да не се дозволувајте да бидете, да речем, наивни и буквално
фрлени во ладна вода, па сега дали пливате, дали не пливате, што правите после тоа, снаоѓајте се. Навистина многу менува доколку знаеме што следува, доколку знаеме како да се справиме со сето тоа. Затоа ја снимив оваа епизода, заради тоа што не знам дали некому ќе му смени нешто, меѓутоа многумина од моите клиенти имаат, кои проблеми да ги имаат, едно нешто имаат заедничко. Требаше да се информирам порано. Да го знаев ова порано, или да ми кажеше мене некој, или да имав информација. Значи, навистина, многу од нив го кажуваат тоа. И затоа правам подкасти, слушајте, имам најразлични теми поврзани со доењето и со предизвиците. Слободно пишете ми на мејл, на Инстаграм, на Фејсбук, пишете ми сите предлози за сите теми кои што сакате да ги слушнете на подкастот. Јас со задоволство ќе ги обработам истите. Многу ве поздравувам и ви посакувам да имате убав ден и се надевам се слушаме за брзо со некоја нова интересна тема која што ќе ми ја пишете.